Добро дојдовте назад во нашето студио. Како што најавивме на самиот почеток со Стефан, имаме гостин во ексклузив. Јоце Панов, здраво и добро ни дојде. Здраво. Добро дојди од мене. Добро дојде, здраво, здраво. Како си? Екстра. Ексклузив е место каде што се чувствував убаво и сега Така. да ви честитам пред се на благодариме. новото враќање и да ви Така. биде уште поуспешно. Драго ни е што ја прифати поканата за гостин. Најпрво да те прашам, еве, ново студио, ново руво, како ти се допаѓа? Прекрасно. Значи, самата телевизија, самиот концепт на телевизијата уште на самиот старт, уште кога видов кој е тимот на целата, кој ќе ја води целата телевизија, знаев дека не може тоа да е промашено, ама не знаев дека до волку ќе биде добро Така, и да се долку допаѓа. светски ќе биде. Да, навистина ми се допаѓа премногу, затоа што е нешто што е видено, ама не во Македонија, надвор во Така. светот, а го има кај нас во Македонија и сум среќен поради тоа што ете. А уште повеќе што многу имате емисии кои поддржуваат македонска музика. Така е, затоа сме и ние тука. Добро познате дека ти се ожени. Да. Па сега Честитки малку ви да од ни нас, кажеш, да. така честитки ви од мене. Се реши вие. Се реши Како е сега животот тебе со Та Бурма, малку историчката. повеќе да ни кажеш. И да. Ти си кратко, ама Заборев да знаеш Леле, како. ке се караме. Како па се уште не знам. Се уште не знам затоа што многу од свадбата веднаш заминавме на одмор, се вративме уште сум сега еве по настапи вечерва одма заминувам за Прилеп. Сум одма по тие настапи, се уште не сум знаеш кога ќе седнеш дома и кога Да. ќе седеш и кога ќе читаш книга не смееш да излезеш никаде. Така. Да, тоа кога ќе доживеам ќе знам како, инаку се уште се чувствувам како ерген, бидејќи врската ми беше траеше 10 години, се познаваме Па така, многу тоа долго. ќе праша ви, врски имаше долга, Да. дали има некоја промена сега или само нема една промена, мислам на дека лист? нема да има, ќе Така. видиме, пак ќе кажам, ќе видиме како Само ќе подпис се на одвива во хартија, брак, така. ама мислам дека нема да има проблем. Кога оваа тема ни е на разговор, предлагам веќе од рече да ни пуштате едно убаво видео, некои приватни фотографии и она се што се случуваше на нивната свадба, па се враќаме назад во студио да искоментираме на истата. Ете така, видовме мал дел од приватноста на Јоце Панов, односно свадбата која што се одржа од неодамна. Можеш да ни откриеш нешто повеќе, што се случуваше, дали се уште се кај тебе присутни тие импресии? Па еве сега само се чудам како Васко Браво, како ги искупа материјали. Исто како да сме биле. Да. Уште сум под импресија, јас не сум ја гледал цела, се уште не сум ја ни зел Така. материјалот од свадбата.
знам дека до почетокот, до тој првиот тан стално се сеќавам некако, после навистина не испив многу, ама не бев јаден цел ден со сите тие обврски. Се сеќаваш на се, така? Се сеќавам, ама мислам дека и не се сеќавам точно што, и затоа сакам да ја изгледам целата, да видам да нема нешто од моја страна, мислам дека се поминува. Дали се сеќаваш на огномето? Знам, слушнав дека имало и огномет. На тоа се сеќавам. На тоа се сеќавам. Имаме и видео и да се заблагодарам на Давар Масажи, на Ники за прекрасниот поклон. Тоа беше спектакл од 2,5-3 минути. Так. Навистина многу посебен огномет кој ми го приредија. Тоа знам дека се сеќавам, ме викнаа надвор, знам дека го гледав, многу беше навистина фантастично. Така, за саканата личност правиме се. Нормално. Па нормално нината мало. Така. Сега ние морам да ти кажам дека имаме засилување за денеска. Јас, драги гледачи, ќе го представам мојот колега Зоран Василевски Фаци, Зоки повели. Како си, Зоки? Честитки за свадбата. Добар си? Фала, Зоки. Повели, Зоки? Јас сум еден куп прашања за тебе. Шо леле? Зашто не ми кажат, да се спремам дека Зоки ќе биде. Засилување. Колку пари потроши на свадбата? Леле. Морам Искрено? Да. На цела свадба или На општо? цела. За цела свадба? Да. Лепеше пари, таму големи лјадарки. Па не, цела свадба околу, не знам, 15. 15.000 евра? Да. Машала. Добро, сега кажа, пред малку те слушав дека се чувствуваш како ерген. Тоа значи дека ќе фатиш швалерка, ќе имаш некоја врска, швалерка не е модерно. нема да не ти љубомора дома. Без швалерка не е модерно. Сакаш да кажеш имаш швалерка. Неки си фатам. А ќе си фатиш. Што е модерно. Добро, Јоца, сакам да те прашам на интересно прашање што оддамна се врти во чашијата, тоа е твојата кавга со ДНК. Владимир Блажев те хейташе скоро година дена и што се деси? Па, што се, не е скоро година дена. Мислам дека година 2017. Мислам дека година дена не ме хейта. А не те хейта. Иначе 3-4 години. Чекај, тука имам 2017. Па можеби, не знам веќе, не. Да, зашто го направи ДНК тоа за тебе? Па добро, кога збориме ДНК не е ДНК, Панчо, да. затоа што со Андре ми е школски. Учевме заедно на факултет и имаше мал милион статуси токму за тебе и тоа ние новинарите го последивме, а никој што не му врати. Или му врати. Не сум му вратил, немам зошто имаше да му вратам. некој траче дека се тепале. Не. Не му се јави? Не може да се тепа, може само да го тепам. Да. Тепање е овостранно. Да, зашто го направи тоа Панчо? Па не, Зошто токму ти? На вистина за не знам. Стварно не знам. Ете, јас сум влегнал некако во очи. Не знам зошто, можеби дека цело време сум актуелен од кога почнав мојата кариера. Не знам. Како започна тоа се? По 2009 година би рекол од теде. Зокјубо знае на Будва кога победив на со типен песни и можеби нонстоп сум некако, јас сум човек што нонстоп работи нешто. Нонстоп нешто вади, презентира, нонстоп сум по настапи. Дали тоа можеби нешто смета? Не знам што. И ти никогаш не му вратиш? Лично никогаш немаме ништо. Да. Се видовте после тоа? Никогаш. Ако го видам само некаде вака здраво. А ти ги слушаш ДНК? Па, не е мој стил на музика. Ама зашто не? Знам дека Лазе таму вклучен во продукцијата и знам дека за квалитетен автор, така да мислам дека сето тоа што е спакувано во тој жар на музика е добро. Добро, да. Поради тимот што... која е твојата музика? Поп, фолк? Па, мојата музика е, лично, ако мене ме прашувате, е поп. Поп со примеси на рок. Значи, ете, од времето ги слушав многу Дейвид Ковердел, тој е еден пеач кој многу го сакам, во White Snake кога пееше. Таа музика некако, ама бидејќи влезе ова модерно време, морав да одам на поп албум еден што грабате во Загреб, во Хрватска, со Никша Враташ, со Миро Булјан, со таа екипа. Да. Тој беше скроз поп албум со примеси на рок. И сега овој албум што го работе веќе морав да се вклопам во оваа машинерија, би ја рекол, балканска. И добро заработуваш, ме представам. Нормално, и веќе тоа нема жар. Колку ти е тезга? Колку ми е тезга? Да. Зависи. Од до некоја сума? Па зависи од дали пеам со цел бенд, дали ќе настапам со цел бенд. Ако настапам со цел бенд е, не знам, 2000 евра или до
500, 600, може зависи од настап од манифестација, колку ќе бидеме во бенд. Па не е лошо за Македонија. Доволно и за да се одморат нели во Миконос. Добро, да. Што возиш? Сега ќе купам нова кола, инаку до сега возев Голф 5-ка, ама сега... Малце тоа за Да, тоа е... За таква заработка треба Тоа е малце за таква заработка. И интересно ми е за тебе, Дејан Миричевиќ ти помогна многу во кариерата и знам дека важно за човек што фрла многу пари за скапи спотови, за скапи фотосесии. Зошто не фрли пари за скапа песна? Епа, ја не знам да има некој поскапа песна во Македонија од мене. Колку е плати најскапата? 15.000 евра. И? Па и. Може би со тоа што сум ги платил толку песните, може би нема таков фидбек, ама јас верувам во тие песни кога и да е. И затоа и во тимовите со кои што работам, тоа се најголемите тимови. Очекуваш некој хит? Во Југославија, буквално, најдобрите тимови. И тие се хитови на свој начин. Песните се хитови на свој начин. Друга е комплексна тема сега да зборуваме зошто ние како македонци не можеме да направиме не знам какви милионски издања. Јас знам дека си ти многу популарен во Србија и таму ја правеше промоцијата на твојот албум. Исто и во Хрватска. И што се случува во Македонија? Зошто ние немаме звезди? Не знам зошто, тоа е долгогодишен проблем што Еве ти фрлаш пари за песни, за спотови, за фотосесии. Миличевиќ за мене е најдобриот на Балкан и ти работиш со него долги години. Како да се реши проблемот? Што е проблемот? Да. Го интересира, гледаш? Да, мене искрено така, да. Па, не знам, искрено мислам дека пред се сме многу мал пазар, ама не е ни тоа проблемот. Проблемот е што треба да има многу пари насочени за музиката, како што има многу пари насочени во политиката, затоа што тие шоуа и тие хитови што ги слушаме ние од Србија, тие шоуа се налик нова студија, ама мислам дека 20 пати поголеми, каде што снимаат шоуата на Лепа Брена и Грант и сите, затоа што сум и дел од тие и од Пинк и од Грант и знам на кој начин вложуваат пари. Еве и сега колку пари вложи Жилко Митровиќ за сите тие градови да ги направи во Белград. Значи буквално тоа се милиарди во прашање, милиониски суми. И сето тоа нормално дека ќе биде многу гледано и дека ќе удри сенка на све останато. И дека едве чекаат сега луѓето да вклучат Пинк, да ги гледаат тие, не знам како се викаат таму, задруги, не знам. Ја да кажем, пријатно се изненадив кога те видов на Сити Рекордс на компилација заедно со Карлеуша, со големи српски звезди, баш ми беше драго што те видов тебе на фотографија. Добро, имам, тоа е се веќе 6 или 7 компилации. 3-4 години сум на најмокните компилации, најдобрите хитови на City Records. И исто кажува дека имаш многу мокен вокал. Тоа ми е драго што ете. Затоа го препознаваат нели на македонската музичка сцена и можеме тука да заокружиме дека во иднина ќе можеме да очекуваме нешто ново од тебе. Веднаш. Во блиска иднина, затоа што веќе спремам нова песна, многу добра нова песна. Ќе очекуваме нешто исто со добар тим, да, многу свежо, со многу интересен жарм кога се однесува за мене. Ние сме во нетрпение да видиме нешто ново од тебе и да те видиме нели повторно во ваков состав и во нашето студио, да ни раскажеш нешто повеќе. Би ти заблагодариле што ни беше денешен гостин во Ексклузив и секако ќе се гледаме во наредно издание, а се до тогаш ви посакуваме, драги гледачи, да уживате со програмата на 1 ТВ и да имате одличен викенд. Се гледаме од понеделник.